Помошта ни беше од корисно од Европската унија, се уште не сме добиле опрема за биометриски податци, уште повеќе ние во октомври, кога беше самитот на лидерите, баравме да имаме пристап до базите на Frontex, базите на Шенген, EUDAC системот. Значи, тие податоци што ги собираме да бидат од корист за сите членки на Унијата. Но се јави проблем дека ние сме трета земја и немаме ние пристап до тие бази и нашите податоци, ние околу 9000 имаме такви податоци, така стојат и не се од корист, поради бирократска пречка, и ние знаевме дека Македонија ќе биде таа што ќе има најголем притисок. Затоа ја зајакнавме нашата ограда и нашата контрола и повеќе армија пративме, бидејќи секојдневно се случува по 20 оштетување на оградата. Ноќе, значи, групи доаѓа, ја сечеа жицата и влегува. Тоа сите има леток на арапски јазик, подпишано од еден бивш германски министер, што значи некој сакаше да создае представа дека Германија е вклучена во тоа. Имаше 74 лица кои се представуваа како новинари, а подоцна видовме дека се тоа волонтери, дека се тоа невладини организации од цел свет. Немаше, значи нема континент кај што немаше меѓу тие 74 лица. Од Америка, од Африка, од Нов Зеланд, од Кина имаме. Тие се претежно така познати луѓе кои се борат против границите, ултралевичари, анархисти, невладини организации, волонтери, кои им помага на бегалците да дојдат на местото каде што според тие има сува река. Таа се вика сува река, но кога дојде дождот, тие тројца од нив се удавија и виновни се и нашето обвинителство покрена истрага све, а и нашата армија заедно со полицијата и полицајците од земите што ги спомнав, веднаш интервенира и за 2 часа веднаш ги вратија во Грција, без насилство, без ништо. Сега се води и во грчките медиуми кампања како ние сме користеле насилство, меѓутоа сите што беа таму можеа да потврдат. А сите овие лица што влегоа илегално, 74, веднаш беа приведени, им беа легитимирани, платија казна за илегално, кој секоја држава која илегално влегувате, и им беше дадена забрана од 6 месеци да не влегуваат во Македонија. Сега тие истите лица, ако нашите служби и вашите служби не ги разминуваат податоци, ќе бидат на ваша територија, истото ќе го прават со овие кампови кои се во близина на бугарска граница.